Почитувани, кампањата за локални избори 2025 е во тек. И ние продолжуваме со серијата подкасти Ветувања или дела за граѓаните. Разговараме со учесници во кампањата и во локални избори 2025 за нивните размислувања, за нивните ставови, за нивните идеи и визија за Струмица. Денес гостин во мојот подкаст доктор Никола Мачунков, носител на советничка листа на ВМРО ДПМНЕ. Мери те благодарам. Мило ме на поканата и чест ми е да бидам денес тука. Не сте прв пат, докторе? Не сме прв пат, да, сега во друга улога. Да, во друга улога. На два пати и во два наврати ми беше гостин како доктор. Да. Направивме доста едукативен и корисен разговор претежно за младите и за мајките. Јас се надевам дека и од оваа страна, од политички аспект, ќе дадеме одговор на доста прашања кои ги засегаат струмичани во однос на тоа за подобра Струмица, за подобар живот, поквалитетен живот и така натаму. Но морам најпрво да те прашам, докторе, мислам дека сите струмичани тоа и ги интересира. 4 години сте во политиката, ако не се лажам. Што е она што ве држи да бидете во политика и што ве мотивира? Сепак е одговорност, нели, да се биде политичар и тежина за една личност. Вака, Мери, јас искрено улогата на советник не ја сметам за некоја политичка функција. Пред се ја сметам за граѓанска функција, затоа по дефиниција советник не е професионален политички ангажман. Зошто сум и ја сака улогата на советник? Овие 4 години се трудевме колку што можем да бидам подобар советник, затоа што сметам дека секој еден жител во своето место треба да даде некаков придонес во местото каде што живее. Дури самата дефиниција на политика, ако земеме да разглобиме, то основното значење е тоа, луѓето да се занимават со работите во местото во кој што живеат. Така да, не знам, мојата професија, си ја сакам, си ги сакам пациентите, меѓутоа сметам кога сме на возраст во која што можеме да бидеме најпродуктивни, сметам дека треба да дадеме повеќе од нас за да подобриме некои нешта. Да. Ако сите сметаме дека местото во кое што живееме е во ред, тогаш нема потреба. Сите ќе имаме висок стандард, сите ќе имаме убави услови за живење. Јас сметам дека имаме многу работи кои што сметам дека треба да ги подобриме од самиот град, од целата општина, од населените места, така да јас сум тип на човек што верувам во работата. Верувам дека ако нешто треба да го кажам на место, таму каде што треба, затоа што преземам одговорност за работа, да биде јавно и транспарентно. Да бидеме реални, во Струмица се повеќе и повеќе се натрупуваат проблеми, нерешени проблеми. Да. Но јас сепак би започнала од работата на Советот на општина Струмица. Видов во ваша изјава на еден од порталите, нели, во Струмица, на самиот почеток, кога вие бевте одбран да бидете носител на листата, имаше изјава од вас, ќе ве цитирам: "Време е Советот да работи за сите граѓани, транспарентно, дигитално, демократски." Како функционираше до сега Советот на општина Струмица? Вака, јас кога влегов во Советот, ние начекавме некоја ситуација која што Советот се функционира по одреден редослед, одреден број на години, во кој што има одредени комисии, на комисиите нешто се објасни, нешто не се дообјасни, некои известители не дојдат и на крај се сведува на тоа да дојдеме на денот на седницата, да се кренат два прста за одредени точки на дневен ред и да заврши. Некако советници барем јас и советничката група на ВМРО ДПМНЕ пробавме да отвориме отворена дискусија за секоја точка. Ние направивме да имаме одредени седници, трае и 6 до 8 часа, на кои што се дискутиравме. Не е тоа, кога дискутираме, не значи дека лично се напаѓаме.
Јас политиката ја разбирам за тоа, ако има дискусија, тоа значи дека одиме напред. Так, и да биде во интерес на И граѓаните. да биде во интерес на сите. Сега, јас искрено тој тип на работа во кој што нешто го правиме ради ред. Совет во кој што граѓаните не се запознаени. Прво, јас во одреден број на мислам дека 1 до 2 години секој месец објавував на Facebook профилот редоследот на точки на кои ни е на дневен ред. Так. Меѓутоа, јас сметам за да можат граѓаните да бидат информирани. Може некој ќе прочита нешто што му е интерес да дојде да има право, граѓанско право. Јас сметам дека советот во иднина, кога ние ќе бидеме во можност после завршување на изборите. Ќе добиете довербата од граѓаните. Ќе добиеме довербата на граѓаните, ќе имаме мнозинство и ќе имаме прилика тоа да го оствариме. Значи сметам дека треба да биде транспарент. Под транспарентно значи во прв момент јас сум поборник на тоа да има дигитализација, не само во советот, туку да има во цела општина Струмица дигитализација, тоа е основно. Мој план е да имаме веб портал на кој што секој советник ќе се прикачи, меѓутоа дневниот ред што ќе биде прикачен, да можат и граѓаните да го гледат. Апсолутно. Да не бидат точките на дневен ред нешто што е исклучително право на советниците или на одреден број на луѓе. Од друга страна, сакам да формираме и совет, во кој што секој граѓанин на тој веб портал, ако има забелешки, да дојде да го каже или да го напише на веб портал, да бидеме отворени према граѓаните. Денес сите сме во некоја брзање, имаме обврски и други работи. Ако може да напише мејл до било кој советник, до председател на совет, до самиот совет не е на одмет. Да. Јас морам овде како граѓани пред се на Струмица да кажам дека јас не сум ни запознаена кога се одржуваат седниците и кои се точки на дневен ред на седницата. Верувам тоа се случува и со многу граѓани и ќе кажам транспарентноста е најбитна за функционирање. Во однос на транспарентноста многу е битно. Јас имам повеќе идеи во однос на тоа како да го направиме советот да биде поблиску до граѓаните и да биде потранспарентен. Например, да го доближиме, не само да има некоја снимка од советот кој ќе оди, никој нема да види, да има 5 прегледи. Туку да пробаме да го доближиме прво до граѓаните самата седница. Меѓутоа, за тие да знаат што ние зборуваме, што дискутираме. Они мора да знаат која е точката на дневен ред. Зашто дискутираме, како дискутираме. Од друга страна, ние имавме проблем со група, да ги земам бизнис заедницата, да ја земам социјалните случаеви, да ја земам еколошките здруженија и екологијата во Струмица. Ние дискутираме, целата дискусија во Струмица се сведува на тоа да напишеме пост, да седнеме во кафеջ, во ресторант, таму сите дискутираат, таму сите знаат. Мојата идеја да имаме на квартално ниво. Прво да имаме да формираме еколошки совет кој на квартално ниво на неколку месеци ќе се состанува, во кој што ќе може секој што е загрижен во однос на екологијата, нечист воздух, нечиста почва, нечиста вода, да дојде да дискутира. Секој ќе има право да поднесе точка на дневен ред, да каже сакам за таа и таа точка да дискутираме, и градоначалникот, и председател на совет, и советници, и граѓаните да дојдат сите заедно тоа да го решиме. Да не се сведува целата дискусија на социјалните мрежи. Да. Јас со таа цел го правам и подкастот за отворено да дискутираме на теми кои ги засегаат струмичани, но за жал се случуваат и нема медиуми локални, нема каде да се дискутира. Порано имаше случаи каде се објавува седниците на медиум. Сега нема и таква видливост, но за жал и не се информираат за кои точки ќе биде. Доколку јас знам дека има точка на која ќе се разговара, аме за сега мене, секако ќе ја гледам таа седница. Точно, ако секој граѓанин што ќе биде погоден или во негов интерес или има некакви прашања по одредени точки, сметам дека треба да дојде. Тој има право на секоја седница да дојде. Меѓутоа ние ќе го прошириме советот со тоа што ќе формираме и еколошки совет, ќе формираме и социоекономски совет во кој што ќе може сите да дискутират конкретни теми што ги интересира. Уште едно прашање имам околу советот на општина Струмица, прифаќање идеи.
Дали до сега, вие како опозиција, ви беа прифатени идеи и од сега натаму, доколку добиете доверба и станете мнозинство, дали сте подготвени да прифатите идеи и да се направи, не би рекла компромис, нели, ама да се направи заедничко решение за граѓаните? Јас сметам дека советот треба да биде составен од советници и така е, во кој што секој треба да даде предлог, тој предлог да се разгледа и ако е добар и во интерес на сите да се усвои. Ситуацијата што имавме сега, ние како советничка група во кој што во првите неколку месеци, пошто сакавме да бидеме продуктивни и се дававме многу често, не скоро на секоја седница, амандмани, во кој што сметаме дека тоа треба да се подобри, да ставиме на точка на дневен ред и многу често, скоро секогаш бевме одбивани. И тоа е нешто што ми смета. Тоа што е интересно и тоа што нели сметам дека ние не треба да го правиме затоа што ни се случило, например, амандман кој што ние сме го поднеле, после неколку месеци го поднесува советник од позиција и тој се усвоива. И тоа не е момент каде што треба да функционираат работите. Јас сметам дека без разлика, ако некој советник има одговорност према свој гласачко тело, има идеја, може тој гледа нешто што мнозинството не го гледа. И секој поединец треба да се испочитува и да му се даде можност својот амандман, својата идеја да ја презентира и да видиме дали, ако треба да се најдат одредени средства за да се реализира таа идеја, сметам дека треба да биде изслушан и ние во интерес на сите секоја идеја ќе ја изслушаме и ако е добра и во интерес на сите ќе помогнеме да се реализира. Така. Одиме на проблеми, за жал кои ги засегаат струмичани. Јас би тргнала од сообраќајниот хаос во Струмица. Факт е дека немаме доволно паркинг простор или имаме повеќе возила отколку што реално ни е потребно. Згора на тоа се направија и велосипедски патеки, за кои јас лично би кажала можеби беше добра идејата, но реализација, имплементација, што се случи, како се случи. Сега имаме места, еве јас ќе ја земам градинката спроти болница, што е централно подрачје. Родителите нема каде да се паркираат, да ги остават децата на градинка. Нема паркинг простор. Точно. Имате ли идеја како ова да се реши? Не знам. Направен е веќе проектот, изработено е се. Јас овие 4 години се борев и во се боревме да најдеме решение за скоро секоја улица. Меѓутоа, тоа што се соочуваме во Струмица е што ние за да го решиме сообраќајот немаме конкретни сообраќајни решенија како проект. Имаме последното нешто што го изгласавме и што сметам дека беше добро, се поднесе сообраќајен проект за улиците околу Глобал. Таму имаше многу гужва и одеднаш кога се реши тие улици со едносмерно, со правилно паркирање, тој дел на градот и тие улици се растеретија и добивме некој сообраќајен ред. Јас сметам дека за да го решиме сообраќајно Струмица, ние мораме за секоја улица да имаме сообраќајно решение. Имаме улици во кои што се претесни во стариот дел на градот, во кои што двосмерното движење не може, едноставно не е возможно. Значи, мораме ние да земеме пример од други поголеми градови во кои што исто така имат стари делови на градот и тесни улици. Не знаеме секаде, во стар дел на град тешко е да се отварат нови улици, да се прошируват и се, меѓутоа може сообраќајно да се решат. Тоа значи дека ќе имаме едносмерни улици, ќе имаме правила на движење, да не може секој каде што сака да паркира. Од друга страна, имаме проблем затоа што и Струмица и целата општина и Македонија возилата се повеќе се зголемуваат по домаќинство. Ако еднаш во минатото едно возило било по домаќинство, сега имаме од 2, 3 па и повеќе, така да растеме во однос на тој дел и мораме да изнајдеме простори каде ќе паркира. Сметам дека Струмица им фали многу простор за паркирање. Ние освен Глобал горе,
реално немаме Подземната паркинг. реално немаме. Имаме некои проекти кои што можеме да ги решиме со катни гаражи кои што веќе во други градови функционираат и сметам дека тие се од привремен карактер, значи да можеме, имаме земјиште каде што не се урбанистички решени. Меѓутоа, ако се седнеме, се договориме со одредени собственици или луѓе, ние можеме да ставиме катна гаража. Привремено да решиме одреден дел, то не значи дека цело време ќе стои. Ако после во еден момент се реши таа парцела урбанистички, таа ќе се дислоцира, ќе се стави додека не се најдат дефинитивни решенија. Меѓутоа, за сообраќајниот хаос сметам дека ни требат сообраќајни проекти за секоја улица. Во однос на велосипедската патека, јас искрено бев голем поддржувач на велосипедската патека. Меѓутоа, и самата го кажа, ние двајцата сме луѓе кои што користат велосипеди, јас го сакам велосипедот и сите го користам секогаш кога можам, меѓутоа, делот во паркот немам забелишка. Искрено, мислам дека тамо е супер и за децата е безбедно, меѓутоа, се што ќе излезе надвор од паркот, веќе не е безбедно. Прво направивме велосипедска патека, ги снема тротоарите. Сега имаме ситуација во која што по велосипедска патека се движат пешаци. Имаме ситуација во која што сметам дека секој почит спрема идејата за велосипедизмот во Струмица. Меѓутоа сметам дека велосипедската патека на старата чаршија е премногу. Направи само такво една неубаво место за движење на чаршијата. Прво им го отежне работењето на доќаните. Движењето, паркирањето, то стана се поголем и поголем проблем. Од друга страна, јас бев противник на овие преградите, чунави, како ги викат, сметам дека не има место таму. И како велосипедист, јас искрено сум пробал да извозам цела патека. Во одредени делови таа за мене не е безбедна, камоли за некој повозрастен велосипедист или помлад велосипедист и може да стане некој несреќа. Така да, сега, јас не сум експерт по тоа. Значи, мора да консултираме сообраќајни инженери, да видиме секоја улица, да видиме колку е издржлива со велосипедска патека, дали можеме да изнајдеме решение. Меѓутоа, идејата кога градиме велосипедска патека е да може да се проектира самата улица со тоа. Ние имаме изнудени решенија за велосипедска патека. А немаме, например, да отвориме булеварско решение во кој што ќе предвидиме пешачка патека, ќе предвидиме вистинска велосипедска патека. Сите улици во Струмица до сега се работени на принципот ќе ставиме површински асфалт и толку. Ова година ставиме нов асфалт, другата година имаме дупки на тој асфалт. И постојано се крпат дупките и немаме долгорочно решение. Еве за Младинска ќе земеме една од најпроблематичните улици. Та мора целосно да се реконструира. Мора да направиме проект за целосна реконструкција. Реконструкција не значи само површински асфалт. Тоа значи да се ископа да се проверат целата атмосферска и фекална канализација, да се зголеми, затоа што на Младенска луѓето имаат проблем со поплави на секој еден дожд. Ако таа е проектирана пред не знам колку години за одреден број на домаќинства, сега имаме дупло повеќе. Имаме дупло повеќе возила, дупло повеќе движење и мораме ние да ги проектираме работите согласно времето во кое што живееме. Така да сметам дека тие се основни работи на кои што треба да поведеме сметка. Главните улици треба подитно да направиме напори, да ги ставиме во проекти, да изнајдеме средства, се имаме многу поддршка од владата која што смета дека сите тие проекти кои што се во интерес на граѓаните за Струмица ќе бидат поддржани, така да јас верувам дека во блиска иднина ќе можеме да проектираме и да изведеме. Пошто не е само да кажеме собравме документација, направивме проект. За мене реализиран проект кој ќе оставиме во функција, тогаш кога ќе го отвориме, кога ќе почнат граѓаните да го користат, тогаш знаеме дека било успешно. Да не сме во ситуација да се расправаме кој да биде на тротоарот, велосипедот или пешко. Или пешек. Кога сме кај сообраќајот за јавниот превоз, се купија автобуси,
Свесни сме за дискусиите кои ги имаше и на Советот, но на крај се реализира тоа, се купија скапи автобуси. Автобусите функционираат, ги гледаме низ градот, но колку граѓаните ги користат и колку тоа придонесе да се намали и загадувањето и да се растерети сообраќајниот метеж. Вака, јавен превоз, прво, тоа беше амандман кој што ние го поднесовме како советничка група, јас сметам дека треба да го имаме. Меѓутоа, јавниот превоз мора да биде проектиран според потребите на граѓаните. Јавниот превоз, нашата идеја беше да можеме да направиме јавен превоз во Струмица, меѓутоа да направиме таков јавен превоз да можеме да ги опфатиме сите населени места, меѓу кои и со меѓуопштинска соработка, за да може Струмица да стане центар на движење. Значи, луѓето од населените места и другите меѓу општини околу нас да може да го користат јавниот превоз, за да може да дојдат до Струмица и да се вратат, за да не мора да користат возило, такси превоз, скапи. Ние имаме случаи пред некој ден со младите кога дискутиравме, вика правиме настан во кој што едно дете треба да се врати порано затоа што има проблем за превозот за покасно. Значи, јавниот превоз мора да биде проектиран за да ги задоволи потребите. Само за Струмица јавен превоз е непотребен. Посебно непотребен со толку скапи возила. Нема да го користам терминот што досега го користев, затоа што стварно сметам дека 700.000 евра за такво возило со тој капацитет е неоправдано во вистинска смисла. Друго што имавме случај, тие возила беа набавени без ниту една дискусија во Совет. Ние, ако преска спомнав, имавме дискусија седница од 8 часа, на која што дискутиравме дали е оправдано да имаме фото келија централа на комуналец. Дали нашата идеја беше како и секаде да имаме фотонапонски централи на секој училиште за да бидат енергетски независни и се на секој јавно предпријатие за да можеме да ги обезбедиме. Градоначалникот и советничката група од мнозинството инсистира да се направи проект во кој што комуналец ќе произведува со фотонапонска централа сопствена струја која што ќе го снабдува градот и така натаму и ние дискутиравме 8 часа. Јас сметам дека тоа не е оправдано. Дека сметам дека секој училиште побитно децата да ги обезбедиме да можат да користат ефтина струја, за да можат да имат во лето клим, да може да имаме ладење во училиште, да можеме да имаме грејење без да се грижим. Ние колку и да сакаме сега да признаеме, сите имаме деца и сите знаеме реалноста. Има моменти време кога не се седи на часови. Не се седи на часови, а во зимно време штедиме за има ситуации кога децата има ладно во одредени училишта, не викам во сите. Значи, тоа е реалноста во која што не треба да ја скриеме, треба да ја кажеме да така е, не треба да се обвинуваме, меѓутоа треба да кажеме која ни е идејата. Да се вратам сега на јавниот превоз. Јавниот превоз помина без вистинска дискусија. Јас затоа бев толку гневен. Не може да се потрошат толку милиони во Струмица, а да нема вистинска дискусија. И ние тоа да го презентираме пред граѓаните. Може да биде најдобриот проект во светот. Меѓутоа, тоа е за во светот. За во Струмица приликите се други. Тие автобуси од 700.000 евра одат по нереконструирани улици. Возат по дупки. Возат по населени места, веќе земам Просенико. Неасфалтирани улици. Значи има огромна разлика. А дека има потреба за граѓаните, посебно во населените места, таа децентрализација од Струмица што сакаме да ја промовираме и да ја постигнеме. Тоа го имам како прашање подоцно ќе ви питам. Така да јавниот превоз сметам дека имаме идеја. Имате ли идеја како да се подобри функционирањето? Затоа што тој проект, тие возила го исцрпија буџетот. Искрено.
Не се профитабилни како предпријатија? Сите гледаме дека секое јавно предпријатие ние не треба да го гледаме да остварува профит, туку треба да има таа позитивна нула, да може да ги оствари потребите на граѓаните во Струмица, меѓутоа да не генерира загуби. Ако ти генерираш загуби секоја година, тоа значи дека нешто не е во ред и треба да се направи ревизија. Меѓутоа, профитабилноста тука не е предмет на дискусија во јавните предпријатија, туку треба да биде функцијата и услугата што ќе нуди. Џабе ние имаме 7 милиони евра во автобуси, кога услугата што треба да ја добијат граѓаните ја нема. Ние немаме проект, немаме место каде што луѓето ќе застанат со специјално обележени постројки. Немаме обележени постројки. Луѓето не знаат. Пред некој ден на еден чичко ја симнував апликацијата. Не знаат луѓето да ја користат. Не знаат и младите, и мене ми е тешко да се најдам во таа апликација. Иако е добро, верувам во дигитализација. Мора да најдеме начин таа апликација да ја упростиме, полесно да се користи. Меѓутоа, мора да се вратиме и на основата. Постројка на која што ќе биде обележен кој ќе дојде во кое време и како ќе стигне. И сето тоа помина без еден реален проект и без да се оправда чинењето на тие автобуси. Така да, било што било, кога ќе дојдеме, кога ќе бидеме во прилика да провериме докаде сме, што сме, јас сметам дека јавниот превоз може да се направи профитабилен, дека ќе биде тешко. Ќе биде тешко затоа што тие возила сериозно многу го отежнуваат буџетот. Има заплаќање за нив. Има многу заплаќање за нив. Тек почнува плаќањето, а од друга страна други програми стојат нереализирани. Мораме улиците прво да ги инфраструктурно да ги решиме. Имаме проблем со селата, со инфраструктурите. Така да. Мислам дека ќе добиеме идеја како да го решиме во иднина и ќе биде тоа убаво. Докторе, те се обраќам како докторе, иако си во политичка конотација, но така те знам. Разговарав пред некој ден кога сме кај селата со жител од Костурино и тие се жалат исто дека нема асфалтирани улици. Точно. И како што знаеш една новинарка да каже, не е срамота тоа да го разговараме во 21 век. Точно. Дека луѓето живеат без канализација, точно, без асфалтирани улици. Каде води ова? Имате ли решение, имате ли идеја како да се подобри овој начин на живење на граѓаните во руралните средини? Да. За нив прашувам, нели? Да. Факт е дека во Струмица имаме проблеми, но кога ми го спомнаа тоа, навистина е жално. Жално, да. Во 21 век ние нашиот иден градоначалник има обичај да каже дека во 21 век решаваме проблеми од 19 век. Апсолутно. И тоа е точно. Прво, сите населени места ние мораме ако сакаме да го задржиме, да издржиме луѓето, пред се младите, да живеат таму, ние мораме да инвестираме во инфраструктура. Тоа значи не само патна инфраструктура, не значи фекална канализација да решиме, не значи атмосферска, тоа се основните работи. Значи, кога одиме во селата, кога ќе ги прашаме луѓето, што им треба? Они се прескромни. Тоа се основните барања кај нив. Патот да биде решен, да има асфалт во сите улици, да биде канализацијата решена, водите да биде решен. Ние ситуација имаме моментално во ниедно населено место немаме фекална канализација. Имаме во некои села околу Струмица мрежа на која што тие може да се приклучат, меѓутоа на крај таа мрежа завршува повторно во каналите околу селата. Ако имате прилика на мостот Дабиле застанете, ќе видите каде од Дабиле завршуваат целата фекална мрежа од населено место Дабиле. И тоа е жално. Од друга страна, пречистителна страница кога се правил во тој период не сум бил советник, меѓутоа истражував и гледав кога пречистителната станица била ставена како проект и одобрени средства. Со нејзе биле предвидени 13 населени места да бидат приклучени. Ние до ден денес немаме ниту едно. Имаме општини во Западна Македонија во кои што секое село си има своја собствена пречистителна станица. И пред некој ден го зборував. За еден автобус, ако го земеме, ние можеме за секое поголемо село да направиме фекална канализација со пречистителна станица заедно. Толку кошта. Ако се дискутираше на советот, ако се дискутира што е приоритет и да ставиме да мериме. Затоа што, значи како, сите ние зборуваме за екологија. Меѓутоа,
мора да знаеме кои се приоритетите. Екологијата не опфаќа само нечист воздух, опфаќа нечиста вода, нечиста почва и тоа сите што не тие го работи. гледаме, ние мислиме дека не е Во 21 век важно. сметам дека ние пред се заради спречување зарази, да ги заштитиме и младите и старите, сметам дека мораме да ги решиме тие проблеми во населените места. Да. Мојата идеја е што повеќе да се инвестира не само во инфраструктура и подобри услови за живење во селата, како да изградиме паркови, да ги одржуваме, прво да биде чисто. Ние мораме од старт да решиме еден голем проблем, да изчистиме Струмица. И цела општина Струмица. Не само градот, туку и населените места. Од друга страна, ние како локална самоуправа во однос на земјоделието немаме може многу ингеренции, ама можеме луѓето имат потреба до нивите да стигнат по квалитетен пат. Колку по-добра инфраструктура во полето и нивите, тие ќе направат и повеќе земјоделски производи ќе имат и поквалитетни, и почисти, повеќе ќе им олесни целиот тој процес. Да се вратиме на загадувањето. Факт е дека Струмица, барем во последните неколку, година дена, месец дена, ние живееме во ѓубре. Точно. Значи, по улиците има отпадоци, контейнерите не се исчистени, постојано слушаме дека комуналец, луѓето се револтирани дека им доцнат платите, комуналец е во загуба, не функционира. Има ли излез и од таа ситуација? Има, се разбира. Значи, во однос прво, ние мораме да расчистиме кои проблеми сакаме да ги решиме. Тоа што ти кажав, екологијата подразбира се. И нечист воздух, и ѓубрето, и се. Кога станува за таа општа слика за нечистотија, тоа е во Струмица кога ќе прошеташ, првата општа слика е кантите ѓубре на сите страни. И таа слика мора да е смени. Тоа подразбира не толку во пари, колку во организација. Прво, мораме, тоа што го прават сите европски држави, да се свртиме кон рециклирање. И тоа рециклирањето да започнува од самите домови. Ние џабе имавме ова година промоција на кантите за проект, и тоа сметам дека тој проект е неуспешен. Не може некој, ќе го многу луѓе имаат кои што рециклираат, ќе го однесе, ќе го фрли во плавата канта, во жолтата и така натаму, и на крај сите тие канти се истурат повторно во истиот камион кој што собира смет и го носи во депонијата. Идејата на рециклирањето е што помалку ѓубре да однесеме на депонијата. Тоа го прави цела Европа. Чак таму има и законски мерки со кои што државите кои што не се придржуваат веќе почнуваат да плаќат казна. Грција е пример тоа што го истражував, кој што последните години плаќа казни за неспроведување на проектот на рециклирање. Од друга страна, Словенија е пример за многу успешен концепт на рециклирање. Значи, рециклирањето мора да го решиме од домовите. Како? Имаме повеќе примери, швајцарски, словенечки, во кои што мора да направиме принцип прво. Некој да ти го собере ѓубрето, вака фрлено секаде во светот, ќе земам Швајцарија. Тоа кошта. И тоа е најскапо. Ако сакаш ѓубрето тако како што ти е дома во кеса, како ние што си фрлиме во моментот, тоа е најскапо. Да. И они плаќаат веројатно повеќе од 10-20 пати поскапо од ние што плаќаме. Меѓутоа, они имаат ефтина опција во која што самите рециклираат, има во секоја населба во градовите или во населените места центри за рециклирање, во кој што ти одиш со баркод или со картичка, влегуваш внатре и рециклира се. Имаше места во кои што дури и копчињата што ги имаме на облеката се рециклира. И идејата на цела Европа е ѓубрето, тоа што го фрламе не е ѓубре, да го третираме како суровина. Тоа ќе биде, луѓето ќе го однесат во тие рециклажни центри бесплатно, меѓутоа, тоа ѓубре, не после го продаваме. Значи, хартијата има своја вредност, стаклото има своја вредност, металот има своја вредност. Органското ѓубре, ние имаме ситуација кога палењето по нивите потекна од тоа што земјоделците едноставно немаат каде да го носат. И мора нешто да го направи. Комуналец мора да организира центри за компостирање во кои што органското ѓубре ќе
го собере во компостери и после ќе го продава како природно ѓубриво. Овде имам недоумица, докторе. Знаеме често да кажеме дека и граѓаните, свесноста кај граѓаните, нели, за рециклирање и за одржување чиста средина е на многу ниско ниво, но од друга страна, еве го спомнавме еден неуспешен проект, дали луѓето се доволно и едуцирани и дали системот ни дозволува и не прави да бидеме ние добри граѓани? Каде да бараме вина и дали има може... Сите мораме да ги менуваме навиките. Меѓутоа мора да ти кажеме, и јас и ти. Ќе тргнам од мене. Ако нешто можем да го направам на полесен начин и да не се трудам, ќе го направам. И веројатно сите го правиме тоа. Значи, ако можем да го фрлам и ѓубрето сега пред врата, и ако некој дојде да ми го собере, зашто не? Меѓутоа, за да менуваме свест, ние мораме на луѓето да им дадеме опции. Да, ако сакаш да го фрлиш и да дојде некој од дома да ти го собере ѓубрето, тоа веројатно ќе кошта многу повеќе отколку ти самиот додеш да го рециклираш. Тоа ќе биде бесплатно. Затоа што тоа ѓубре што ќе го однесеш рециклирано, тоа фирмата која што ќе го собере после заработува од тоа не е ѓубре. Тоа е материјал кој што подоцна се користи и се преработува и така натаму. Навиките се менуваат со организиран систем. Не можеме ние да сменеме навика ако немаш систем кој функционира. Да, тоа ми беше прашањето. Од друга страна, нели, ако почнеме да промовираме тие рециклирање, ние да ги сменеме навиките, многу ќе биде тешко за нас да ги менуваме навиките, меѓутоа ако нешто можеме е нешто бесплатно, не ќе секој пат, а нешто многу скапо, ние секој пат ќе го избереме тоа што е поевтиното или бесплатно. И тоа што можеме ние. Ако може, сликата што ја видов во рециклажни центри, еден постар господин дојде со луксузно возило, отвори тревата што е косил во дворот, ја остави во делот кај што беше за компостирање. И нема ништо срамно на тоа. Тоа е за мене една успешна приказна. Од друга страна, навиките, за да ги смениме, навиките почнуваат од децата. Ние мораме да почнеме кај децата во школите, во градинките. Ако сакаме да преминеме кон рециклирање, мораме нив да ги убедиме. Да ги убедиме, да им покажеме како треба за они после 10 години. Значи, тоа е нешто што мораме ние од сега да почнеме да го работиме за 10 години да имаме ефект. Тие деца што во градинка ќе бидат, што ќе научат како треба, после 10 години да имаме чист град како што се сите европски држави. Јас се надевам дека во таа идеја ќе бидете истрајни и доследни за се со цел да се направи Струмица подобро место за живење, а не да не спомнуваат на сите медиуми и онлайн портали дека во Струмица има повеќе од 100 диви депонии. Точно. Имате ли идеја како да се реши овој проблемот со депониите? Знаеме дека никнуваат секојдневно, и предпоставувам се нема контрола на тоа. Мири, мојата идеја е тоа што ти ја кажам. Ако изградиме систем во кој што на луѓето точно им кажуваме каде ќе можат бесплатно да го одлагат своето ѓубре, јас сметам дека после ќе биде се полесно. Затоа што ако некој имаме случај во Струмица, многу често знам да поменам покрај контејнер, некој оставил тросет. Да, имавме, ние снимавме. Го снимав. Да. Така, сите го гледаме и се чудиме зошто. Ако тој човек има каде да го однесе тој тросет во некој рециклажен, тој ќе го однесе. И ако тоа е бесплатно и се тие работи. Меѓутоа, ако и покрај тоа не е тоа што е понудено, тој систем, тој го остави. И ако некој го види, тогаш имаме комунални инспектори кои што треба да излезат на терен. Конкретно за дивите депонии. Секоја дива депонија може да биде ставена под видеонадзор. Ние кога ќе изградиме систем, ако некој се ќе ти кажам, во Швајцарија имаме огромни казни за такви работи. Значи, само кај нас не функционира. Само кај нас не функционира. Ние сега дури мислам дека ги стимулираме со тоа што ќе ги исчистиме депониите. Ако не сме казнили, ако не сме изградили систем, сметам дека само ги потенцираме другите да продолжат да фрлат. Значи, мораме да изградиме систем со видеонадзор. Комуналните инспектори мора да бидат на терен. И ако некој видиме, јас не верувам во казни. Меѓутоа, ако изградиме систем и тој систем не се почитува, како што се во другите, во Словенија ќе земе, тогаш казната е неминова. И мислам дека тоа ќе вроди
Тоа го прочитав во Сингапур, мислам дека беше тој еден од најчистите градови во светот. Они го имаат решено така. Се помалку се оди на тоа да се казнува, туку да се менуваат навиките преку изграден систем на функционирање. И така само ќе да добиеме... имаме избор, да имаме каде да се носи и ѓубре и отпадоци. Јас верувам дека секој граѓанин, ако му понудиме опција во која што едната е многу скапа, нели? За мене е скапо да земеме да организираме транспорт со скапи возила и се, и човек специјално да дојде од дома пред врата да ти го земе ѓубрето. Најскапиот механизам. Меѓутоа, бесплатно е, но не е функционален, за жал. За жал сега не е функционален. Да. Јас живеам во зграда во која што за да влезам во зградата поминувам меѓу две канти, повеќе канти сод. Секојдневно тоа што го гледаме за да влезеш дома е сликата со отпати, со и тоа го дишеме и тоа го живеем. Да. Докторе, друг проблем јас би кажала густо изградените згради. Посебно ги имаме нели во населба Карпош. За жал тоа не застанува, продолжуваат изградба на зградите и тој реон таму. Сметате ли дека се премногу? Имаме ли потреба реално во Струмица од толку многу стамбени објекти? Вака. И тоа придонесува за загадениот воздух и... Точно. Се допринесува меѓу кои густата населеност. Населба Карпош е пример како ние направивме од една населба која што требаше да биде модерна, направивме населба во која што е, јас живеам таму, јас ја векам гето населба. Значи не можеме да имаме згради во која што еден на друг со комшиите се гледаме во дневна соба. И тоа не дозволив. Од друга страна, не можеме да проектираме и да живееме во место во кое што е толку густо населено со згради, а немаш пристапни улици. Ние сите имаме подземни гаражи, меѓутоа имаме и гостини доаѓаат. На мене да ми дојде гостин, таму нема паркинг. Сите, едната страна од улицата е зафатена со коли кои што се паркирани, ние само имаме една во која што едва се разминуваме. И тоа сметам дека е лошо. Имавме порано, ги имав податоците, сега ќе ми извиниш, ги немам. Ние одамна ги надмашивме бројот на потребни стамбени единици по глава на жител. Струмица нема потреба. Ние имаме тие згради што се изградени, нели, мене ностоп ме обвинуваат дека сум против градењето и сите те работи, меѓутоа тоа не е точно. Јас сум за планско градење. За ако некоја зграда ја започнеме, таа да ја завршиме. Меѓутоа, луѓето кои што живеат во таа зграда, да немат проблеми со канализација, да немат проблеми со водовод, да немат проблеми со паркинзи, да имаме за комуналиите што ќе ги платат и даноците што ги плаќаат да го добијат тоа што треба да го добијат. Да, и зелената површина, јас исто така запишав во еден момент 25 метри квадратни по глава на жител и зелена површина. Тоа воопшто го има во Карпош, таму се почитува? Во момент е неодржливо, неизводливо. Ние во предлог генерален урбанистички план за да се задоволи тој критериум беше ставена како зелена површина просторот после гробиштата, кај Софила. Се што е празна површина, приватни парцели е ставена како зелена површина. Ние за 4 години јас не видов парк во Струмица да се инвестира. Еве, нешто што најмногу ми смета и сметам дека ќе се борам да го направиме веднаш е детските игралишта за фудбал, што се двете кај што секојдневно има огромен број на деца, тоа прво не е направен во еден мини парк, а кошта веројатно многу малку. Таа трева што се наоѓа помеѓу двете. Има таму еден приватен имот, меѓутоа другото, тоа може да се урбанизира. Зашо? Таму направија и велосипедска патека, зашо да не се стават дрвја, зашо да не се стават за родителите кои што секојдневно ги носат децата и сите стојат и на ладно и на жешко стојат на пат. Зашо да не им ставиме дрвја, да имат сенки во иднина, зашто да не ставиме купивме најскапите клупи ги имаме во Струмица. Зашо да бидат празни на плоштадот кога може да бидат таму за децата да ги користат? Зашо таму немаме
канта за отпадоци? Зашо немаме соодветна чешма за вода за децата? Значи фалат многу работи, а зеленилото подитно ни е потребно. Искрено, ние имаме убав парк. Сериозно. Струмица може да се пофали со стварно убав парк и тој парк треба се повеќе и повеќе да го шириме за да задоволиме некоја зелена површина, меѓутоа мора да работиме на зелени површини навсекаде во град. Еве, последен пат кога бев во Париз, тоа беше после Олимписките игри. Париз беше решен со цел плоштад, сите плоштади беа со мобилните сакси со дрви. Имаме и такви опции. Во Загреб, например, имаме мини решенија на зелени површини во кои што користат поголеми сакси. Се може да се изведе. Меѓутоа, зелената површина мора да се надградува се повеќе и повеќе. И јас би рекла, ако се работи домакинско и одговорно за тоа. Убаво ја начнавте темата и околу спортот. Проблем кој, не знам, може би 10 и 15 години назад е спортската сала во Струмица, која е во страшно лоша состојба и едноставно не е хумано децата што тренираат там. Знаат да кажат зиме одладно нели не се седи, летно време жешко не се дише. Имате ли идеја, имате ли предвидено да се подобри инфраструктурно Струмица во однос на спортски терени, места каде што децата ќе спортуваат достоинствено, јас би кажам? Вака, во однос на спортската сала условите, нели, ги знаеме сите, меѓутоа тоа таа е под концесија. Таа е под концесија и тука јас искрено не би коментирал кои се условите, кои се обврските, како е под концесија, тоа веројатно на централно ниво си имаме сега и Министерство за спорт кој што веројатно прави разговори, ги разгледува договорите и како би се подобриле. Така да тој дел ние би го оставиле на страна за некои други прилики или друг да зборува. Меѓутоа, тоа што инфраструктурно ни треба, да, сметам дека градот има обврска околу салата да создаде убави услови. Ако ништо друго да го реши паркингот, затоа што таму сите паркираме. Еве, имаме комплекс хотел кој што е убав вистински, треба да се реши да може да функционира. Одат многу спортисти со автобуси и така натаму, така да мора и паркинг да се реши, и зелени површини и се. Во однос на нови инфраструктурни спортски објекти, планираме... Како, спортистите знаат да кажат не треба сала. Не треба сала. Подитно е потребно. Има многу ветувања, но за жал никаква реализација. Дали има можност во Струмица да се направи нова сала? Јас мислам дека проект за тоа се мое лично мислење, проект за нова сала не е неизводливо, барем затоа што нели тоа кошта, меѓутоа таа сала што имаме мора да седнеме со концесионерот, со градот, со Министерството да видиме какви се условите, се може би на концесионерот му треба некоја помош. Да. И зашо градот да не е возможно. Последен пат кога влегов, јас прашав има ли вентилација? Внатре имаше цела зала полна. Да, немаме вентилација, немаме ладење, немаме грење. Може би на концесионерот има добри намери, меѓутоа не може да најде соодветни финансиски решенија. И дај да видиме каков е договорот, кои се преземените обврски, така да јас сметам дека ако седнеме да се направи работен состанок, дека тоа може да се реши и да видиме дали градот, колку може Министерството, за да добиеме еден... Струмица имаше во минатото пред 20 години најубавата сала. Да. Сега имаме најлошата. Да. Тоа е затоа што во овие 20 години во неа не се инвестираше. И не треба да ја оставиме така. Таа треба да се реконструира, да се реновира, да направиме подобри услови. Едно време ние кога бевме млади, тоа беше центар на каде што младите функционираат. Трениравме, имавме убави, имавме убави, имавме многу убави утакмици, имавме сериозно убави утакмици, убави спомени од таму, така да се надевам дека на тој дел ќе се потрудиме. Ќе се работи на тоа. Ќе се работи многу на тоа, а во однос на овие отворени игралишта
имаме проекти во кои што сакаме да отвориме две нови игралишта кои што нели ќе пробаме што побрзо да ги изградиме, да ги реализираме проектот. Меѓутоа, мене тоа што ми смета, ние мора постојните и училишни и сите игралишта да ги одржуваме. Значи, мораме да направиме, го спомнав, мене ми е, пошто секојдневно поминувам низ тоа игралиште и јас сум воодушевен колку децата поминувам во 7,5 часот летно време, тие се сите таму. Да. И ние мораме за нив да направиме подобри услови. Да, има многу деца понекогаш, нели, ставиме мрежа па за 6 месеци таа е искината, меѓутоа тоа е од користење. Не можеме да кажеме дека да, сме изградиле нова сала и ќе оставиме 10 години, тоест ново игралиште и 10 години не треба ништо да треба да се одржи. Кај нас проблемот тој што во Струмица што го гледам не е да се направи ново, туку како ќе го одржиме. Ако направиме систем на одржување на тие игралишта, тие ќе траат вечно. Ако ги оставиме на забот на времето, сметам дека само ќе се руинира. Имам многу прашања, докторе, мислам дека овој подкаст може да трае многу, но само уште за бизнес секторот. Добро. Би сакала да прашам. Што во однос на тоа? Знаеме дека Струмица, често знаат да кажат дека има нели Струмица богат бизнес сектор. Имаме компании, големи компании, навистина цела држава може да се гордее со нив, но во последно време мислам дека имаме сите впечаток дека општина Струмица ги кочи во одредени работи, во начинот на кој се функционира. Што административно, што со неспроведување на одредени мерки и така натаму. Идеја, план, програма, како да се поддржи бизнес секторот. Овде би биле малите бизнеси, па стартап бизнеси кои нели ги почнуваме секојдневно, но очајно ни треба поддршка од општината, нели, за да може да опстане тој бизнес, а не да те газат. Точно. Значи, јас апсолутно сум поддржуваш дека приватниот сектор, приватните фирми, мали, средни, големи, имат потреба од помош, затоа што тие се луѓето кои што со даноци, со сите плаќања и давачки што ги имаат, тие ја одржуваат економијата. Ние може да се пофалиме во Струмица со многу голем број и многу успешни компании, мали, средни и големи, тоест вистина гордост. Немаме можеби некоја голема индустрија, голема фабрика, меѓутоа можеме да се домашна, меѓутоа може да се пофалиме со повеќе помали кои што се многу успешни, кои што излегуваат и на странски пазари. Сега, тоа што реално и на тебе, и на мене, и на сите нас ни треба е таа поддршка, прво, инфраструктурна. Многу од фирмите се жалат нели на пристапни улици до своите магазини, до своите фабрики. Многу се жалат на овие канализациони решенија и така натаму, и тоа сметам дека подхитно мора да ми го решиме. Меѓутоа, другиот дел кој што се жалат е на каснење на тие документи што треба да ги администрација да ги решат. Јас сметам дека тоа подитно мора да го решиме, затоа што тоа е единствен начин да го решиме дигитализација. Ние мораме да знаеме администрацијата, да ја дигитализираме и мораме да ја олесниме за сите. Да не мора сега некој например, ќе те земам тебе, треба да завршиш некој документ да извадиш, да мораш да отсуствуваш од работа, па да одиш. Тоа се може да се реши дигитално. Дигитализација во вистинска смисла на зборот, значи ако треба дигитално преку компјутер да аплицираш за одреден документ, да има следственост на тој документ, да знаеш до кај и за колку време ќе се реализира. Да. Ние имаме проблеми, јас сум се соочил, еден документ патува од една до друга врата со месеци. Во Струмица. Во Македонија, искрено, се случува. Да бидеме искрени и тоа ги одвраќа луѓето од младите, тоа и смета. Јас ги сметам младите за попаметни од нас, меѓутоа вакви решенија во време во кое во дигитално време. Ние работиме, светот работи на квантни компјутери, а не можеме да се дигитализираме. Така да, дигитализацијата е основна во кое што ако еден предмет
во општината или во било кое јавно предпријатие се зададе, тој мора да се знае за колку време треба да се одговори или до кај е одреден предмет со поднесување. Да, Дигитализацијата не е само, еднаш го зборував на совет тоа, и те ми каже се е дигитализирано. Не е дигитализирано ако треба има некој формулар кој што јас треба да го испринтам, да го пополнам, па да го однесам. Тоа за мен не е дигитализација. Дигитализација да поднесам барање со електронски подпис, со сите онлайн механизми што ги користиме, а ги имаме многу. Ако можеме денес сметки да плаќаме преку телефон, можеме и некое барање да поднесеме. Со тоа и ќе се зголеми транспарентноста на општина Струмица. Точно. Во моментот сметам дека работењето на општина Струмица не е транспарентно. Како би го подобриле, освен нели спомнавме дигитализацијата? За сите работи, за мене во овој момент, сите јавни предпријатија за да ја подобриме и да имаме увид во нив, ќе земам Комуналец, мора да се дигитализира. Не само, ние во денес Комуналец има наплатни центри во кои што луѓето уште одат да платат сметки. Убаво е да ги има. Не викам не. Меѓутоа мора да се дигитализират секој механизам од тоа што се набавува, каде се набавува, да има модерни софтверски решенија. Во Комуналец, ако побараш нешто, да ти дадат некој објаснување или да пробаш да најдеш некои набавки, ќе те затрупат во податоци. Не можеш да се снајдеш. Нема ништо дигитално, они извадат и спринтат 50 страни и ти кажат еве бари. И тоа за мене не е транспарентно. Еве јас како советник имам право да барам одредени податоци и они најчесто викат нема проблеми, ќе ми донесат еден коп хартија, снајди се внатре. Така да. А светот функционира на компјутер, на телефон. Ќе изгуглаш, ќе најдеш. Ќе изгуглаш, ќе најдеш. Тоа е основна работа на администрацијата, нели, јас би кажала, и на Комуналец и на сите други. Извештај, отчетност во работењето, транспарентност, мислам дека тоа е она што му треба на народот во Струмица. Сега да зборуваме за нашиот район. Во однос на општинската администрација ние имаме одреден број на луѓе кои што се вистински професионалци, кои си ја знаат работата и тие сакат да бидат таа професионална администрација која што треба да ја стимулираме и подпомогнеме. Меѓутоа имаме нели јавна тајна е дека имаме општинска администрација која што не се појавува на работа, не си ја врши работата и сите тие работи ние мораме да ги решиме. Тоа не е нели да го правиме со закани. Идејата е да направиме општинска администрација која што ќе биде професионална и функционална. Секој, еве јас како приватен лекар, јас имам работно време и ефективно работно време. Ефективно работно време од 8 работни сата мора да биде 6 часа. Ефективно работно време во Македонија последните пред 2 години мислам беше изваден податок е 1,5 до 1,8 часа. Тоа е многу малку. Ние мора да се научиме дека работното време е за работа. Така. Но и имате вработени онолку колку ви е потребно во јавниот сектор. Точно. Да има во јавниот сектор. Точно. Да не сме пренатрупани со што би го отежнувале буџетот. Точно. И не може да се пренаменат средствата оному кај што реално се потребни. Искрено буџетот моментално, нели, ако ги тргнеме сите градинки, школи и сите тие работи, огромен дел од буџетот се издвојува за плати и придонеси. Така. Доктор, јас се надевам дека многу од тие решенија кои сега ги дискутиравме, нели, ќе бидат ставени на совет, ќе се разговара и ќе се најде решение во корист на граѓаните пред се, затоа што секој граѓанин на општина Струмица заслужува да живее квалитетно, здраво. Уште само би ве прашала, сепак доаѓате од здравствен сектор, што е она што ќе можете да смените во здравството, доколку добиете доверба и сте мнозинство во советот на општина Струмица? Зашто ќе се залагате во здравството? Во однос на здравствениот систем, локалната самоуправа има ограничени можности и претходно го има спомнето. Во однос на локална самоуправа, нешто што можеме во здравството да помогнеме е да профункционираме Комисијата за заштита на права на пациенти. Тоа е тело кое што функционира на локално ниво, кое што е составено од лекари, невладини организации и така натаму за секое здружение, за секој граѓанин со
има поплаки на одредено лекарство и сите тие работи, да биде ислушан и да може да најде полесен пат или спојување со институциите понатаму. Така да еве, доктор Пановски во Скопје последните 4 години го работеше успешно, работеше таа комисија и треба да земеме пример од него и да ја профункционираме за да можеме да бидеме транспарентни и да им помогнеме на граѓаните. Тоа е тој дел кој што можеме и локалната самоуправа што има ингеренции. А од друга страна, како луѓе кои што се занимаваат и кои што сакаме да бидеме дел од владеачко мнозинство во советот и да имаме градоначалник, јас сметам дека треба многу работи да направиме. Например, да помогнеме да се со децентрализацијата планирано здравствените домови да паднат под локална самоуправа. Значи ние мораме да изградиме уште сега да се припремиме за еден ден кога ќе бидат здравствените домови под и брзата помош под локална самоуправа да можеме да бидеме спремни. Тоа значи да видиме, да направиме проект за здравствениот дом, да направиме проект и начин како ќе функционира во иднина и што ни треба за брзата помош за да добиеме една модерна брза помош во која што и вработените и граѓаните ќе добиваат правилни услуги. Така да мојата идеја и визија би било, главно би ги насочил кон тие за да можеме старата болница. Не мораме да изградиме, да имаме проект и да бидеме спремни за неа. Јас не сум за нешто нон-стоп да се закрпува и да се... Има еден момент кога ќе треба да се каже, да, ова е премногу старо и не е убаво нити за вработените, ни за лекарите, значи треба да го срушиме, меѓутоа да го изградиме за 6 месеци. Да не остане после да стои 12 години да се гради. Така имаме здравствени објекти кои што подитно им требат и на реновирање и нови капацитети, меѓутоа тоа мора да биде се плански за да бидеме спремни како општина и како град. И здравствените работници, јас и за нив би кажала дека треба достоинствено да работат. Затоа што тие ни го чуваат. Тие ни го чуваат животот. Докторе, кажи ми, начнавме многу теми, но пак генерално да ве прашам за крај на разговорот. Каква визија имате за Струмица? Како ја гледате Струмица во наредните години? Струмица да биде чиста, модерна, со убави сообраќајни решенија, да немаме гужви по улиците и да имаме многу паркови, искрено. Имаме многу проблеми што треба да ги решаваме, нема да решиме се веројатно за 4 години, нема да се решат ни за 8 години, меѓутоа битно е да покажеме дека како иден совет и како Петар Јанков, како иден градоначалник, дека ќе бидеме поразлични со тоа што луѓето ќе ги слуша. Нема да правиме нешто зад кулисно или се. Да, имаме план да правиме ваков и ваков проект, што мислат граѓаните за тоа. Мораме од друга страна и да ги стимулираме. Еве, конкретно, последните месеци се жалев. Имавме јавна седница на која што се разгледуваше планот за чист воздух во Струмица. За жал, не знам дали граѓаните не беа информирани или како тоа, не можем да го земам, меѓутоа, освен неколку советници и човекот од невладината организација кој што го правеше проектот и планот, немаше никој. Јас сметам дека ако имаме проблем со загаден воздух во Струмица, ние мораме сите да дискутираме. Мора да видиме што ни кажуваат мерењата, од кај ни доваѓа, да понудиме решенија. Така да сметам дека во Струмица основно е да почнеме да стануваме транспарентни, сите да кажуваме без разлика да се плашиме да не чуе овој, да не чуе овој, да нема поделби, основно е. Нашата улога ќе биде да не бидеме поделени. Јас имам пријатели и од СДС, имаме пријатели од ВМРО и од многу други партии околу нас, така да битно е да сватиме дека сите сме тука за да го подобриме и градот и општината и селата за поубаво место за живење. Ми одговори на прашањето со кој начало би се водел кога ќе добиете доверба и бидете мнозинство, со кој начало би се воделе за да функционирате како мнозинство во Советот? Прво да бидеме транспарентни, да бидеме достапни. Јас на почетокот и со тоа ќе завршам. Јас
како советник не се гледам како политичар. И не ја сметам тоа за политичка функција, туку тоа е граѓанска функција која што е моја должност да придонесам со тоа што го знам, што го умеам, многу работи не знам па ги учам. Во местото во кое што живеам, во кое што ми е фамилијата, кај што расте син ми и во местото кај што работам. Јас сакам да имам поубави услови. Најлесно ми е, нели, на сите ни е веројатно најлесно да имаме се идеално како во некоја убава швајцарски град, се да биде средено и зелено и да немаме проблеми. Ама веројатно и тие имат проблеми, така да... Да. Но ние да пробаме да си ги решиме, да си решиме до некаде, нашите проблеми, да го подобриме. Доктор, што очекувате на 19 октомври? На 19 да имаме градоначалник Петар Јанков и мнозинство во Советот. Така, ве благодарам на разговорот. Ве благодарам и на вас. И се гледаме во некој народен подкаст повторно за темата здравје. Благодарам и на вас. Се гледаме наредниот подкаст.